Почнуваме со урбани вести и добре дојдовте. Најнапред да ги прикажеме дел од насловите за денеска. Се реконструира улицата Љубљанска во Карпош. Поради загаден воздух умираат околу 7 милиони луѓе. Од денеска до 12 јуни отворена ликовната изложба Бесконачност во Домот на култура Илинден. Основците нема да учат во саботи, ако треба ќе се продолжи учебната година. Почна реконструкцијата на една од најфреквентните улици во општина Карпош, улицата Љубљанска. Како што најави денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, улицата ќе се реконструира по цела нејзина должина, а задолжително е да се напомене дека градежните работи ќе завршат за 20 дена. Градоначалникот Шилегов најави дека во текот на летото ќе се реконструираат повеќе улици, па упати апел до возачите да бидат трпеливи и да ги почитуваат сообраќајните правила. Екипите на град Скопје го реконструираат коловозот на улицата Љубљанска во општина Карпош, што е една од најфреквентните улици во овој дел на градот, информираат од град Скопје. Увид во градежните работи на оваа делница денеска извршија градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев. Како што најави градоначалникот Шилегов, улицата ќе се реконструира по цела нејзина должина, а се очекува градежните работи да завршат во рок од 20 дена. Љубљанска е една од најфреквентните улици во овој дел од градот. Ја реконструираме во целата нејзина должина од 440 метри од раскрсницата со булеварот Партизански одреди до раскрсницата со булеварот Словенија. Всушност, тоа е една подготовка за нејзиното продолжување кое што очекувам да започне во текот на есента со почеток на градежните активности за мостот преку Вардар. Инвестицијата е некаде повеќе околу од 6 милиони денари и согласно она што градот го најави во изминатиот период, сменети се договорите со изведувачите и очекувам дека целосната реконструкција на коловозот одека ќе заврши во рок од 20 дена, пошто улици и патишта ќе пристапат кон промена и на дел од тротоарите кои што се исто така во лоша состојба, а заедно со зеленилото кое што ќе го подигнеме овдека во Карпош 4, овој мал дел од градот ќе го направиме едно навистина многу поубаво и по пристојно место и за граѓаните и за посетителите на сите овдека. Во текот на предстојното лето за реконструкција се предвидени повеќе улици и булевари што се во надлежност на град Скопје, а веќе е во тек пробивањето на 3 булевари кои претходно не постоеле. Поради тоа Шилегов замоли за разбирање од граѓаните додека траат градежните работи. Тој упати апел до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената патна сигнализација и на дневна основа да ги следат информациите за привремен сообраќаен режим што ги објавува град Скопје. Со најразлични манифестации денеска светот го одбележува 5 јуни, светскиот ден на животната средина. Одбележувањето е со тема загадување на воздухот, а според најновите податоци, околу 7 милиони луѓе ширум светот умираат прерано секоја година од загадениот воздух. Светот денеска го одбележува 5 јуни, светскиот ден на животната средина. Оваа година одбележувањето е на тема загадување на воздухот. Секоја година на 5 јуни се организираат најразлични манифестации со цел да се привлече вниманието кон загадувањето на животната средина и за истакнување на мерките кои ќе бидат преземени во правец на заштита на природниот живот и природните извори во светот. Според најновите податоци, околу 7 милиони луѓе ширум светот умираат прерано секоја година од загадувањето на воздухот. Околу 4 милиони од овие смртни случаи се случуваат во Азија. Светскиот ден на животната средина 2019 година ги повика владите, индустријата, заедниците и поединците да се соберат и да ја истражат обновливата енергија и зелените технологии и да го подобрат квалитетот на воздухот во градовите и регионите ширум светот. Според податоците, 92% од луѓето ширум светот не вдишуваат чист воздух, а загадувањето на воздухот ја чини глобалната економија
5 трилиони долари секоја година во трошоците за социјална помош. Се очекува дека загадувањето на озонската обвивка од почвата ќе ги намали приносите на главните култури за 26% до 2030 година. Појавата и развивањето на свеста за зачувување на човечката околина од загадувањето резултира со истражување, унапредување и користење на изворите на обновлива енергија. Од денеска до 12 јуни во Домот на култура Илинден е отворена изложбата Бесконечност на Анче Колева. Делата кои се изложени се направени по техника масло на платно, а централно место на изложбата има циклусот од 5 триптиси посветени на бесконечноста. Во Домот на култура Илинден од денеска е отворена ликовната изложба насловена Бесконечност на Анче Колева. И истата ќе биде отворена за посетители една недела до 12 јуни. На изложбата се изложени 31 дела, сите направени во техника масло на платно. Анче Колева, која е дипломирана професорка по историја, поетеса, но и самоука сликарка, повеќе пати учествувала на ликовната колонија во Струга, на групни и самостојни изложби, како и на хуманитарни манифестации. Денес имам чест да имам изложба во културниот дом во општина Илинден. Инаку изложбата е насловена Бесконечност. Има 31 дела, сите се масло на платно. Делата се работени 2-3 години. Тематски, значи, е насловот Бесконечност. Боите се, можете да забележите од колоритот и навистина тука се представени сонцето, месечината, водата, како еден вечен извор кој навистина е бесконечен. Сонцето, еден сноп светлина не обкружува секојдневно. Јас имам една мисла која што вели годините ни го бојат животот, меѓу небото и водата, сноп светлина, звездана прашина, бесконечна. Љубен Пауновски, историчар на уметноста, кој беше и промотор на изложбата, за оваа изложба на Колева рече дека централно место има циклусот од 5 триптиси, посветени на бесконечноста. Едните триптиси се во индиго, сина и зелена боја, а другите во жолта, портокалова и црвена боја. Анка Колева е уметник аматер, меѓутоа долго години работи упорно посветена на сликарството. Има еден свој сосема препознатив стил, израз на работа. И за оваа изложба е карактеристично тоа што, според мене, како може и љубителот на уметноста да доживее оваа изложба, тоа се слики во кои таа на еден нејзин начин, преку боите, значи преку колористичкиот начин на доловување на темата, успеала да ја допре суштината на Јинг-Јанг принципот. Јинг-Јанг принципот не е тука решен како форма, како символ, како геометризам кој го познаваме, туку преку значењето на боите. Едните триптиси кои се изложени на оваа изложба се во знакот на месечевата модро-сребрена светлина, а другиот дел од триптисите се во доминација на црвената, жолтата боја, портокаловата. Таа се тоа го доловила низ значењето на боите на еден нејзин интуитивен, спонтан начин. Мислам дека тоа е најинтересното и многу успешно е направено од нејзина страна. Темата бесконечност, како што и насловена оваа изложба, е актуелната преокупација на сликарката Анче Колева. Учениците повеќе нема да учат во саботи. Намалување на часовите нема да има, најмалку половина од зимскиот распуст за наставниците ќе бидат платени неработни денови, а уште од прво одделение покрај одделенскиот децата ќе имаат и наставник по физичко и здравствено образование. Унапредување на наставниот процес и организација на наставата, зајакнување на недискриминација, забрана за понижувачко постапување за учениците и за вработените во училиштата, воспоставување принцип за целосна инклузија на учениците со попреченост, спречување на насилството и други девијантни појави во училиштата, елиминирање на политичките влијанија. Ова се само дел од содржините на предлог законот за основно образование, што денеска во владата го презентира
коментира министерот за образование и наука Арбер Адеми. Адеми нагласи дека законот е креиран внимателно, со интегриран всеопфатен пристап и со учество на сите засегнати чинители, со цел постигнување поквалитетен национален образовен систем. Новиот предлог закон е ставен на јавна расправа во наредните 20 дена, кога ќе може да се доставуваат мислења, забелешки и укажувања. Новото законско решение, истакна Адеми, не предвидува намалување на бројот на наставни денови, затоа што сегашната состојба покажува дека нашите ученици до 14 години добиваат над 900 часови помалку од нивните врсници во другите земји, што е рамно на 1,5 година образование. Нема намалување на бројот на часовите, но е предвидено дека веќе саботите нема да се одработуваат, бидејќи тоа досега резултира како непродуктивно. Ако треба, школската година ќе потрае малку подолго, зависи колку денови од наставата е изгубено, рече министерот за образование. И додаде дека затоа ќе се работи на тоа поквалитетно да се организира времето поминато на училиште, со содржини и можности учениците да се вклучат во поголем број практични активности. За наставниците со закон ќе се регулираат неработните денови за време на зимскиот распуст на учениците. Се воведува и нова надлежност на наставничкиот совет, а тоа е да се дава мислење за распределба на часовите меѓу наставниците. Останува одредбата за намалување на бројот на ученици во паралелките од досегашните минимум 24, а максималниот број 34 ученици. Се предлага минимално 20, а максимално 30 ученици. За учениците со попреченост се предвидени разни поддршки, образовни и лични асистенти и технологија. За остварување на правото на образование на сите деца се воведува можност во здравствени установи и домашни услови за деца на домашно и на болничко лекување подолго од 3 недели. Новина е и физичкото образование од 1 до 5 оделение, во кое ќе се вклучува и наставник по физичко и здравствено образование. Сервисни информации и градски културни случувања во Скопје. Брендирање на бизнисите кои се дел од Мој Карпош, моја картичка. В недела, светски пикник во градски парк во Скопје. Колешката Марија Петковска во продолжение ве информира за најновите случувања во текот на денешниот и утрешниот ден во Скопје. И денеска надвор од студиото на Урбаните вести ве информираме за сервисните информации, градските и културните случувања во Скопје. Новиот автопат Миладиновци-Штип денеска е пуштен во употреба. Инвестицијата во автопатската делница долга 47 километри изнесува над 200 милиони евра. Со новото автопатско решение, времето за патување од Скопје до Штип се намалува за половина час. Од Министерството за транспорт и врски апелираа до корисниците да се почитува поставената хоризонтална и вертикална сигнализација. Автопатот е широк 27,4 метри. Има 4 ленти од по 3,75 метри и 2 ленти за застанување од 2,5 метри. Проектираната брзина е 130 км на час. Подложината на автопатот има 7 клучки. Делницата почнува после клучката Миладиновци, која има 9 нови крака. Долга е 1,5 км и се спојува со коридорите 8 и 10. Последната клучка на автопатот е 3 чешми, каде ќе има спојување со новиот експресен пат во изградба Штип-Кочани. Продолжуваме понатаму со урбаните случувања. Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија при Македонското лекарско друштво е домаќин на хуманитарната иницијатива Right for Women, преку која докторите и научниците од Европското здружение за гинеколошка онкологија сака да го свртат вниманието кон превенцијата и раното откривање на рак на грлото на матката. Во рамки на оваа иницијатива 22 доктори со својата велосипедска тура во градовите од 8 европски држави: Атина, Скопје, Тирана, Подгорица, Сараево, Бања Лука, Загреб, Марибор и Грац на пригодни јавни настани заедно со своите домаќини имаат за цел да ја подигнат свеста за превентивни мерки кои им стојат на располагање на жените во центрите за рак.
Африканската дива Фатумата Диавара вечерва во Националната опера и балет одржува концерт во рамки на 18-тото издание на Офест, што ќе се одржува до 8 јуни. Диавара се појави на сцената во 2011 година, а во последниве години се етаблираше како една од водечките женски гласноговорнички на новата африканска творечка генерација. По Стинг, Лени Кравец и Ерос Рамадзоти. Во Скопје доаѓа и еден од најголемите мејнстрим артисти на светот на сите времиња. Човекот со безброј хитови Брајан Адамс. На 13 ноември во Скопје првпат во живо ќе се слушнат безвременските хитови на Брајан Адамс, кој доаѓа во Скопје во рамки на големата светска турнеја Shine a Light, наречена по истоимениот нов албум, со која настапува во најголемите концертни арени ширум светот. Влезниците за концертот, што ќе се одржи во VIP арената, ќе бидат пуштени во продажба од понеделник, 10 јуни. Македонскиот центар за интернационалниот театарски институт и Дескиот театарски центар денеска организираат јавна дебата за воведување креативен предмет, задолжителен или изборен, во основните и средни училишта во нашата држава за изучување на методите, техниките, стиловите и школите на светскиот и домашен куклен театар. Што се однесува до временската прогноза, денеска имавме променливо облачно и нестабилно време, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. За утре метеоролозите најавуваат дека ќе има изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи. В петок и за време на викендот се очекува стабилно, суво и топло време со значителен пораст на температурата. За утре, од ЕВА на Македонија известуваат дека се планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа во Скопје и без електрична енергија ќе останат во период од 9 до 15 часот корисниците од Волково во општина Ѓорче Петров. Во време од 9 до 12 часот корисниците напојувани од фарма Дрисла, пат за Дрисла, депонија Дрисла, Ролоков, општина Студеничани. Во време од 8 до 15:30 часот корисниците од пумпа за вода Визбегово, булевар Босна и Херцеговина и поранешна општина Бутал. Во време од 8 до 14 часот корисниците од дел од улицата Гаврил Радомир во близина на градинката и број 3 во општина Аеродром. Брендирањето на бизнисите кои се приклучија кон проектот Мој Карпош, моја картичка започна, а според информациите од општината приклучени се повеќе од 200 бизниси кои работат на територија на Карпош. Картичката ја имаат добиено повеќе од 2000 граѓани. Започна брендирањето на сите бизниси кои се приклучија кон проектот Мој Карпош, моја картичка. Општина Карпош изработи налипници за сите локали кои одлучија да понудат попусти и бенефиции за граѓаните, со цел жителите да бидат информирани каде може да купуваат по пониски цени. Како што информираат од општината, кон проектот Мој Карпош, моја картичка се приклучија повеќе од 200 бизниси кои работат на територија на Карпош, а картичка добија повеќе од 2000 граѓани. За оваа картичка граѓаните може да се регистрираат на moјkarposh.mk или во просториите на урбаните заедници. Од општината додаваа дека примарната цел на картичката е да ја раздвижи економијата на локално ниво. Бизнисите да понудат попусти во периодите или деновите кога имаат помала потрошувачка, а граѓаните да купуваат или да добиваат услуги по пониски цени. В недела во градскиот парк во Скопје ќе се одржи хуманитарната манифестација Светски пикник во организација на Советот на странски инвеститори. Како што информира организаторот, секој посетител со купување на ваучер од 100 денари ќе може да вкуси 10 различни кујни од земјите од каде доаѓаат странските инвеститори во земјава. Хуманитарната манифестација Светски пикник во организација на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија ќе се одржи в недела на 9 јуни во 12 часот во градскиот парк во Скопје, на платото позади споменикот на Гоце Делчев, најави денеска Штефан Петер, председателот на Советот на странски инвеститори. На четвртото издание на манифестацијата, како што посочи Петер, на денешната пресконференција во Стопанската комора на Македонија, секој
Секој посетител со купување на ваучер од 100 денари ќе може да вкуси 10 различни кујни од земјите од каде доаѓаат странските инвеститори во земјава. Храната и музиката се најдобриот начин на пренесување на културата за странските инвеститори во земјава. Токму затоа го организираме 4-тиот светски пикник во градскиот парк во Скопје, кој е наменет за сите граѓани да дојдат и да уживаат. Сите собрани пари од манифестацијата ќе бидат донирани во Заводот за рехабилитација на лица со оштетен слух од Битола, потенцира Петер. Метеоролозите за утре најавуваат променливо и нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во наредните денови се очекува стабилизација на времето, сончево и значително потопло со мала до умерена облачност. Денеска имавме температура до 24 степен, а за утре се очекува температурата да достигне до 27 степени. В петок ќе имаме температура од 15 до 30 степени, сабота од 16 до 31 и недела од 17 до 30 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.